члени на Скопје Драм Токс, јас сум тој што има честа да прв настапи практично отвори да се надевам дека шапки иницијатива ќе трае још година 100, ќе трае што многу и дека се гледаме вака и дека секој кој што е ентузијаст и талент има прилика да као и ние денес заземе место на стеџов и каже што има. Посебно ми е драго што вечера ја делам со Мичи и Гоце. Јас сум постар од нив година-две. Но почнав да свирам прилично касно, као на 17-18 години и кога ја почнував, они веќе беа етаблирани опасни свирачи двајца. Имав чест да присуствувам на пробите за Архангел двојка и Гоце го гледам на времето по разни клубови со неколку постави, тоа беше импресивно и научив многу од двајца. И вечера јас идам и ја го гледам стејџот со нив. Чест. Користам ова прилика. Заедно го имаме триото наречено Кабанеја, си имаме два албуми, всеки исполнена композиција од првиот албум, насловната композиција кој цика Леона. Кој го знае албумот супер, кој не го знае супер, можеме најде. Супер е седмица наша, но ако требам да размислам како би го развлекол тој или свитоперил и да ги изменил на начин кој што ми се свија, ја би ја израмнил малце, што значи играме 3-2-2, после тројката практично како простор, како со пињење, да јездат и онда што би можел да направи? Можем да ставим на 16-тина која што ќе биде ама ми се свие. Идам далje да израмнам, ќе додам удари на крај, ќе добијам нешто што е... Раз, два, три, петка. Пет преку 7. Уау. Си играш на овој начин, пуштиш луп и се зедеш со тоа, нема крај кај може памет да отиде у вакви правци. И тоа е тоа што ме забавлja живот, што ме се свија. Наредно, кај би се применило реална ситуација, не знам. Креативност. И при тоа се слагам многу со тоа дека ние гледаме амерички бубњари, гледаме разни работи од бубњарскиот свет кои што се технички тешки. И мислам дека пред да почнеме да скидаме клаве со лева нога и се остало со трите други екстремитети, мислам дека прво треба посветиме малце внимание на нашата традиција, која што се базира прилично многу на непарни ритми. Кога
сме кај непарните ритми, што сакам ја да правам на таа тема, пошто секогаш прашуваат луѓе како тоа го свирите, значи вие македонците вака како го свирите тоа. Просто земам другар ми Алесис, онде рита машината, програмирам луп унутра, кој што ми се свиѓа, кој што ми инспирира од било што, од перформанс кој што сум го видел, од музика што сум ја слушал, од филм што сум гледал. Програмирам нешто што ми е мене предизвик и свирам врз тоа, и го правам тоа со сати. Денови, многу време. Сега ќе размислам на глас малце на база на два лупа, така што првиот е инспириран од една класична, рецимо, македонска седмица. Има, например, едно оро кој го свириме, Владко е тука негде, го свириме со него. За 7 минути, дела ритмиката инспирирана од тоа оро, 7 минути дела инспирирана од ритмиката на главната тема у филмот Терминатор. Лупот е од два такта, е малце по-бизи, првиот луп, што значи ја ќе морам да бидам малце по-прибран. Имам многу удари. Вториот луп, на кој што ќе елаборирам покасно, е малце порастеретен, значи ќе имам ја поише време се зедам. Идеме.